Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. Во Свети Николе, седиштето на древните пајонци, денеска беше промовирана монографијата Пајонија и пајонците, која издавачот Филозофскиот факултет од Скопје ја најави како збирот интердисциплинарни трудови. Како што рече професорот Радко Дуев, во неа се толкуваат литературни и наративни сведоштва, се анализираат најважните археолошки наоди и се прикажуваат најновите достигања во пајонската нумизматика и епиграфија. Намерата на ова издание, како што беше речено на промоцијата, е преку податоците собрани во ваков облик да се поттикнат и охрабрат нови истражувања, со кои уште подлабоко ќе се проникне во историјата и културата, не само на пајонците, туку и на ним соседните балкански племиња и народи. Професорот Антонио Јакимовски, кој е еден од уредниците на монографијата, рече дека собраните материјали зборуваат за материјалното и културното богатство на пајонците, градот, монетите, обичаите, кои објаснуваат каков народ биле. Најголемиот дел од ова, значи, може да видат керамиката, да видат како живееле, како се погребувале, каква облека носеле, какви монети ковале, значи кои биле нивните кралеви. Така, значи, многу аспекти може читателот да се запознае, значи, со целокупниот живот на пајонците на овие простори, значи, од бронзеното време, значи, од некој 13 век пред наша ера, до нивното спојување со македонците, значи, до 3 век пред нашата ера. Овој труд на повеќе од 400 страници може да послужи за учебник за факултет, средно училиште, литература за култура, уметност и стара архитектура. Поради тоа, како што вели професорот Драги Митревски, монографијата Пајонија и пајонците не е обична книга. Тука се собрани, сумирани сите знаења за еден од најстарите народи на Балканот, кои се спомнуваат во Илијадата, кои Хомер ги спомнува подоцна Херодот, сите антички автори му даваат посебно значење на тој народ и тоа кралство создадено, чија престолнина е тука во Билазора. Тоа археолозите го имаат откриено, така да досега постојат пишувани работи, веќе 100 години наназад се некој нешто пишува за нив, за пајонците, за Пајонија, за историјата нивна, за начинот на живот. На разни места вие ќе најдете податоци од модерните автори што некој нешто истражува и пишува, но сето тоа собрано на едно место ќе го најдете во оваа книга. Работата на Филозофскиот факултет и разоткривањето на животот на пајонците е поддржана и од општина Свети Николе. Градоначалникот Дејан Владев смета дека локалитетот Билазора, местото каде се простирала Пајонија, може да стане атрактивна туристичка локација. Добар дел од содржината на оваа прекрасно издание Пајонија и пајонците е опфатено тука, за нашата Билазора, за оно што го имаме, а што го нема скоро половина свет. И искористивме приликата помеѓу другото пред оваа промоција на оваа дело за Пајонија и пајонците, да ја посетиме Билазора, каде што утврдивме заедно дека имаме прекрасна соработка, тоа што биде подкрепено со финансиски средства и од страна на општина Свети Николе, и од страна на заложбите на професорот и музеот од Штип. И после долги години полека, но сигурно ќе почнеме да го враќаме и изгледот на Билазора како што заслужува, како што треба да биде. Археолошкиот локалитет Билазора е еден од најстарите, а најмалку истражен. Се работи за голем простор од околу 20 хектари, од кои археолозите работеле на сосем мал дел. Оваа година со средства од Министерството за култура, археолозите на Завод и музејот Штип почнаа со конзервирање на владетелската палата. Значи започнува втората фаза каде што се конзервира, ќе се конзервираат и понатаму сите објекти за да може овој локалитет да го добие своето значење во презентација
конзервација на културното наследство, бидејќи истражувањата се еден аспект, конзервацијата е другиот аспект каде што се обидуваме да ги зачуваме сите тие содржини кои што се ископани и понатаму да влезат во онаа туристичка понуда каде што локалитетот да го добие своето значење. Ние работиме на проект од Министерството за култура каде што е подржан со некаде околу 1.800.000 денари, кои што се надеваме дека во оваа фаза ќе бидат доволни за конзервација на Владетелската палата. Има уште многу работа со седиштето на Пајонците, кое за Свети Николе и Македонија е уникатен остаток од минатото, на кое треба да се навратат современите генерации. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk